колегата Дејан Андоновиќ и меѓународна актуелна тема. Дејан, добро утро, иако оние протести и немири ни се оставени за понеделника, неизбежни се и денеска, бурно во САД, бурно во Европа. Па да почнеме поред. Каква е состојбата во Соединетите Американски држави? Таму се случија покотници, неколкумина се убиени, меѓу кои и многу мали деца. Практично повторно се случуваат покотници низ градовите во Соединетите Американски држави, шести поред од март годинава. Имено вчера едно лице е убиено и 6 се повредени, откако е во салон за мебел, во фабрика за мебел практично. Еден од вработените извлекол оружје и почнал да пука врз вработените и своите колеги. Меѓу повредените повторно еден полицаец, едно лице за сега е евидентирано дека е убиено и уапсено напаѓачот и повторно, како и претходните инциденти во САД, мотивите за нападот не се познати. Полицијата ги истражува мотивите, но она што е алармантно и опасно е фактот дека ова се шести поред напади без ikakви мотиви за сега низ градовите на САД од март годинава. Значи за еден месец шести покотници поред на различни локации во САД. Ќе потсетам дека во март годинава имаше покотници во салонот за масажа во Атланта, каде што беа убиени 8 лица, 10 лица беа убиени во супермаркет во Колорадо, имаше убиство и во Калифорнија, неодамна беше убиен еден доктор во Калифорнија. Сето тоа на различни локации од различни лица, мотивите, тоа што е најопасно и најалармантно за полицијата, не се познати, значи не се работи за некаков терористички напад, напаѓачите не се со некоја муслиманска поврзаност, нели она што можеме да го видиме изминатите години, па да се обвинат муслиманските радикални групи поради вмешаноста на Соединетите Американски држави во конфликтите на Блискиот Исток, така да полицијата засега е збунета за овој голем број на жртви. Се огласи председателот Џозеф Бајден, кој инцидентите со оружјето и насилството го нарече како меѓународна срамота и најави дека доста беа молитви, ајде да преземеме чекори, да го смениме законот за поседување на оружје. Мора да се преземе нешто, бидејќи ова покрај ковидот, нели, станува и своевидна пандемија низ Соединетите Американски држави. Дејан, ако можам да забележам, овој закон за оружје надолго и на широко е разговаран во Соединетите Американски држави. Многу пати имаше обид да се промени тој закон, но се уште не е променет. Дали од она што во изминатите денови излезе како информација од американските власти, се зборува единствено за промена на овој закон кој со години, можам да кажам, е спорен и е во рамки на дебатите во Соединетите Американски држави, или пак раководството на САД со чело на Бајден најави и други мерки после сите овие пукања кои ги спомена? Се работи за една традиција на американците да купуваат и поседуваат оружје. Од друга страна, за разлика од останатите држави во светот, ќе кажам и кај нас во нашата држава, во Соединетите Американски држави имаат закон кој вели дека буквално секој може да набави, да поседува вооружување, лично вооружување, а статистиката дека 40.000 американци годишно страдаат или го губат животот од прострелни рани е алармантен, особено ќе кажам повторно статистички од март годинава за еден месец 6 овакви напади, неидентификувани, нелогични, само укажува дека очигледно треба нешто да се менува. Сепак, поради традицијата која имаат Соединетите Американски држави и до сега неколку пати владеачките елити се обидуваат да го засилат, да ја засилат таа контрола за тоа кој може да земе оружје, за разлика од, повторно ќе кажем, останатите држави од светот, пред се во Европа, каде што за да поседувате на оружје треба буквално да полагате, да поминувате лекарски и психолошки тестови, за
разлика од тоа во Соединетите Американски држави полесно може да се купи, а да не споменувам дека покрај лесната набавка има и многу нелегално оружје. Џозеф Бајден најави дека ќе менува нешто, ќе се обиде со иницијатива да менува, бидејќи овој тренд, негативен тренд што се случува, како што самиот го оцени, е срамота за Соединетите Американски држави. Од друга страна, од онаа глобална геостратешка, само сакам да кажам дека сите овие напади засега немаат елементи на некаков единствен центар или некакви терористички обиди да се дестабилизираат Соединетите Американски држави. Ајде малку во источниот блок, малку на истокот, што се случува на релација Русија-Украина, имаше заострени тонови деновиве. Па, оно што се случува во Украина и Русија само ги потврдува најавите и предвидувањата дека на пролет, а пролет еве дојде во околу Украина, односно во источна Украина, во оние проруски сепаратистички области, најверојатно може да дојде до конфликт помеѓу централата во Киев, значи државната власт, и просепаратистичките руски региони Лугански и Донецк, или познати како Донбас, кои се на самата граница со Русија. Имено Русија подолго време ја обвинуваше Украина дека со помош на НАТО и Соединетите Американски држави праќа вооружување и војска долж граничната линија со овие две сепаратистички области со цел Киев да ја возврати, односно да ја врати контролата врз овие сепаратистички области. Од друга страна, Киев и НАТО ја обвинуваат Русија дека таа трупа војска долж границата со Украина со цел, доколку има потреба, нели, доколку процени, насилно да влезе на украинска територија во овие проруски сепаратистички области. Особено го посочуваат оној примерот пред некое време, пред некоја година, кога исто така руската војска се стационираше на Кримскиот полуостров, кој беше под украински граници, под украински суверенитет, и исто така Русија и Москва се обвинуваат дека и на истиот начин руската армија без обележја ќе влезе и ќе го анектира тој дел. И Москва и Киев се препукуваат, а председателот на Украина Зеленски овој потек за враќање на контролата врз сепаратистичките области сака да го направи, бидејќи изминатиот период почна да губи довербата меѓу украинците, бидејќи кога доаѓаше во 2019 година вети дека ќе ги направи мир во Украина и ќе ја врати контролата врз сите украински области. Од друга страна, со доаѓањето на новата власт во Вашингтон, значи со смената на републиканците и доаѓањето на Бајден и демократите, Зеленски и НАТО на некој начин почнаа да му даваат огромна поддршка на Зеленски и на украинската армија. Русија подолго време го обвинуваше НАТО и Соединетите Американски држави дека ги вооружува украинските војници, дека им дава помош, војна помош пред се и помош во оружје. Од друга страна, овие ги обвинуваат русите дека имаат големи сили стационирани на границата кон Украина и секој миг можат да влезат во Украина да ја анектираат тој дел. Русија рече, односно изјавија дека има право на своја територија да разместува војска колку што сака и како што сака, а во јавноста веќе почнаа да излегуваат и анализи на односот на силите, што ќе биде доколку дојде до конфликт меѓу двете страни. Кога ќе почнат, од моје лично искуство долгогодишно новинарско, можам само едно да кажам, дека кога ќе почнат во медиумите пред се светските да излегуваат анализи на разноразни аналитичари, војни команданти, кој би победил во случај на конфликт, веќе е јасно дека таму нешто ќе се случува. Русија не ќе да дозволи НАТО да се стационира долж границата со Русија, бидејќи е познато дека властите, демократските власти во Киев, кои дојда на власт преку она улична револуција до 2014 година, не ги кријат своите аспирации за влез и членство во НАТО и Европската унија. Од друга страна, Русија преку руското малцинство во Украина засега ја контролира политичката состојба во Украина и не дозволува евроатлантски интеграции, а овој дел на Донбас, односно Лугански, Донецк е одлична заштитна зона каде што би се поставила на гранична линија, каде што би се судриле оние два блока, односно источниот предводен од Русија и западниот
предводен од НАТО и Европската унија, буквално геолошки гледано, кога двете плочи ќе се допрат и почнат едната или другата да се движат, може да дојде до земјотрес, а во фигуративна смисла, доколку се допрат овие две сили и почнат да ги разместуваат војните орудија кои ги имаат, а знаеме дека се најсилни во свет, може да дојде до сериозен воен конфликт кој никој засега не го посакува во светот. Благодарам за ова вклучување. Настани од меѓународна актуелна тема има и на европско тло, но еве денеска се задржавме на состојбите во САД и на состојбите во Русија. Веќе во понеделник ќе анализираме што е она што се случува во Европа со еден збор за крај, спречен терористички напад во Холандија, а во Северна Ирска летаа молотови коктели кон полицијата. Дејан на овие теми и за се она што се случува во Европа ќе разговараме во понеделник. Денеска ни истече времето. Ти благодарам за ова јавување. Благодарам и на вас.